Ете, почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото. Повторно со мене, јас сум Сашо Ордановски, вашиот водител на програмата секој понеделник. Утре со вас ќе биде колегата Александар Чомовски. Тој е оној со големите мустаци бели и ви препорачувам и него да го одгледате цел ден, а потоа и другите колеги кои следуваат до крајот на неделата. Со мене сега во студиото е господинот Зоран Димов, а мој инаку долгогодишен колега новинар. Не е валда некогашен Зоран? Не. Бидејќи нема пензионирани новинари. Сашо, знаеш како се осеќам сега, како да водам таргет, како си бил ти ке мене гости во мојата програма и се осеќам како да водам јас програма, не ти. И сега ако ти поставам јас тебе прашање, сигурно да ти кажеш ти мене многу работа. На темава што ќе разговараме, јас секако многу помалку знам, а Зоран е тука денеска бидејќи го повика во својство на председател на Светската организација на ромите. Тоа е една меѓународна организација која што се занимава со третирање на прашања од животот на ромите и како еден од основачите и белки председател или што е водачите на ромскиот информативен бизнис центар во Македонија. Зоран има и своја телевизија БТР, таа е позната, која што во моментов не емитува. Не зрачи, ама се уште постои. Добро, се уште постои. Инаку се претворивме во интернет портал Roma Times, кој што имаме и плюс тоа имаме продукција своја, која успешно веќе 4 гран при имаме освоено, повеќе телевизиски документарни програми што ги направи. Да, нешто и сум гледал од вашите. Ви имате за борачот за кого беше? За Вели Мумин. За Вели Мумин, така. Кај мене на филмскиот фестивал, организатор на филмски фестивал и многу работи, така да од културниот аспект сум на доста добра позиција во ромската популација, кој што сакам да помогнам и секојаш ја афирмирам ромската традиција и култура од уметноста и така натаму. Пред да тргнеме за состојбата во Македонија, може ли малку што е оваа светска организација на ромите? Интересантна Романи Унија е организација која што во 1971 година во Лондон беше формирана, прв конгрес, и кај што знамето, химната, името Роми стана синоним на целата приказна наша, така да веќе ние сме тие што сме. Си сврли тоа зборот цигани, хитанос, кало или така натака, джипси, житан, веќе ги сврливме со тоа што идевме на таа модернизација, идевме со еден збор да идеме како роми, а ром значи човек. Од една страна, од 71 година се направили 10 конгреси. На 10-тиот конгрес во Република Македонија беше организиран, бев избран за председател. Мандатот уште неколку години, како? До 2020 година, може до 2021 да се каже, меѓутоа ние планираме 2019 да биде конгресот, значи следната година да биде као воден, поради тоа што имаме многу новитети. Кои се членки во таа организација? 54 држави, 5 континенти. На кој ниво? Тоа се невладини организации или членувате на кој начин? Постојат политички партии, невладини организации, интелектуалци, што се вика симпатизери. Широко отворена врата. Широко. Колку членови имате? Моментално парламентот на ИРУ има 70 делегати, имаме пресидиум, имаме и кабинет. Имаме шефови на комисии, имаме 9 комисии кои што работат на едукација, образование, економија, социјала и така и право. Така да имаме канцеларија, како што заради тоа што ќе биде за наредната година може ќе биде и воден од конгрес, затоа што сме сега со седиште, столица имаме во Обединетите нации. Јас сум единствениот ром кој имам столица во Обединетите нации. Да не чуе Хамди Бајрам, иначе готово. Не е битно да слушам господин Хамди Бајрам, секогаш он беше во позитива. Не би рекол дека е во негатива, во позитива. И било кој политичар, знаете дека е сум од 95-та година во ИРУ, значи скоро 20 кусур години, и секогаш сум бил и генерален секретар, подпредседател и Има ли многу држави во светот или во Европа дури, каде што во владите седат посебни министри кои што се задолжени за третман на ромските прашања? Јас морам да кажам дека сегашниот министер, Аксел Мемедовски, се извини, тој требаше исто така да биде присутен на разговорот, бидејќи има здравствени проблеми со неговата мајка. Но прашањето ми е, има ли многу држави во светот каде што третманот на ромското прашање, ќе видиме сега кои се проблемите понатаму, е издигнато дури на ниво на министерски кабинет во извршната власт? Колку минути за ова да одговорам? Што по-кратко, по-динамично. Добро. Ако кажам дека Република Македонија, и се гордам што сум во Република Македонија, што живеам и што сум ром и што сум мојата држава во преамбулата ги призна ромите,
Тоа е гордоста моја, што секогаш и надвор државата која идам, и дури во Америка, и дури која во Женева, кај што имаме тамо нашата канцеларија во Австрија, кај што сум член на бордот во директори на Холокаустот во Берлин, се гордам тоа што кажам дека сум во Македонија, дека сум ром, дека имам право и дека сум признат како националност, како ром. А сега, кога ме прашаат колку што имаме, каква структура во државата, кога им рекам дека имаме 20 пратеници, имаме министри, имаме министр без ресор, дури имаме никогаш во владата, имавме и заменик министер од социјална политика, дека имаме и директорски места, дека имаме дури еден трговски центар што бил ром директор или заменик, кој викам дека имаме и некои си добри места, се чудат сите. Како така? Па Македонија треба да биде во Гинисовата книга на рекорди со националното прашање за ромите. Од една страна, функциите се дадени, ама проблемот е имплементацијата. Тука ни е маката. Кој е крив за тоа? Ромите, владата, тука е, кој е крив? Тоа ќе сам на вага нема да ставам, него ќе карам едноставно и ромите и владата. Затоа што кога во ромската популација, политичките партии не да само да мислат за своите столици и за своите први луѓе да ги вработат, него треба да мислат она што го ветуваат, да го исполнат до крајот. А не само да се каже ќе го направат и после да стануваат. Тоа овдека без разлика на етничката припадност сите тоа сегде го има. Така. Меѓутоа имавте декада да ромите, таа се уште тече ако не се. Не, таа е опропастена декада, има 10% да кажам во добра атмосфера. Таа беше целата обмислена, Саша, да караме на работа. Знаеш кај најголема проблем беше? Кај што е најголемата работа? Телевизијата БТР беше синоним за цата приказна за ромите. Преку телевизијата БТР успеавме да го аномираме на народот, да им дадеме информираност, култура, традиција да презентираме. Кога имаш медиум, имаш и моќ, осебна сила што викаме во светот. Меѓутоа со затварањето на БТР веќе таа никако ја нема. Дали се во прашање само недостаток, бидејќи јас го имам пред мене извештајот од 2018 година од октомври, баш следеше извештај за националната платформа на ромската интеграција, во кој што се прави еден пресек на тоа каква е состојбата со прашањата на ромите во Македонија. И овдека еден од големите проблеми кои што се диагностицираат е недостатокот на фондови за решање на Тоа сакам да те прашам. Дали се само парите? Видите, за се парите проблем. Да ти кажам нешто, парите ги има. Владата ги има парите. И има фондови. Европската унија, благодарејќи на Европската унија, фондациите помагаат секогаш. Нема да кажеме тоа. Но најголем проблем, знаеш кај најголем проблем? Како се имплементират? Имплементацијата не ја гледаме. Тоа значи како се трошат парите или се трошат ние викаме, последната во Европскиот парламент вика дека статистика вика дека 100 милиони евра се дадени за ромите прошла година за решавање на проблемите на ромите. Тоа е огромна пара. Тоа како не. Но кога прашуваме каде се и кој ќе има таа одговорност да каже кај си потроши парите. Кој ќе сноси одговорност? Тоа се две работи кои што треба ние да ги прво да се поставиме самите ние роми, а после да поставиме прашањето на некој кој што ја вода таа работа. Она што сакам сега да го кажам, и програмата за намалување сиромаштијата 2014 до 2020, и програмата 2020, и не знам кои уште програми, и што викавте вие дека на ромите. Да. Ние, благодарејќи на државата, пак успеавме, благодарејќи на невладините организации, политичките партии ги ставам на страна, не сакам да зборам за нив. Невладините организации го постигнале својот успех и тие ја имплементираат колку можат, колку се способни, иако нема капацитет доволно во невладините организации, ама до некаде пак се гледа некоја си мала, некоја си. Таму сте веројатно најдобри во невладиниот сектор, би се во невладиниот сектор, да. Не, има и злоупотребување на невладиниот сектор. А има и злоупотребување на некои македонски невладини организации и некои други националности кои што го земат парчето леп на ромските невладини организации, кои се презентира дека они ќе попаметно ќе го направат, па ги нема нигде. Само ќе пати истражување, па ќе направат некоја си статистика, и таа статистика, ако ја немаш теренската, не можеш. Не може некој да ми каже мене дека јас ќе направам информација или истражување за едно население, ако е тоа население од 5000 роми живеат и ќе направам 150 луѓе. Не, тоа нема никаква логика. Ти може да напиш тачно толку колку што треба и преку методолошки аспект да го средиш тој истражување. А не постои методологија за таа работа. А не само на бафтано се кажат некои работи. Еден од проблемите се разбира образованието. Се подобруваат ли состојбите во таа сфера со годините назад? Ние имаме вака.
30 до 35% имаме одлив во основното образование. Значи, не го завршуваме. Една третина. Значи, кога ќе зборуваме. Дури имаме таков одлив и во средното образование. Иако постојат стипендии, иако постојат и подобри работи, можности, програми специализирани, да. И еве и сега јас спремав една така оперативна програма, се вика Startup to Roma, оперативната програма, која беше дадена во министерството. Владата чекам сега да ја усвои, се надевам да ќе ја усвои. Ние не сме против Министерството за труд и социјална политика, нити на ВРМ, него ние сакаме со нашите невладени организации партнерството да помогнеме во оперативната програма за вработување на ромите. Затоа што друго е кога седиш ти во канцеларија и друго кога ти гледаш статистика и вамо тамо. Ние знаеме дека пописот на населението од кое време не е направено, да. И од тамо се црпат сите тие мерки и ние стануваме статус-кво. Но, заблагајќи на тоа што ние, невладините организации, го работиме тоа на терен, имаме доста информации на терен како се движат работите и ние можеме да кажеме солидно дека ние знаеме суштината каде лежи. Па добро, во што е тогаш проблемот, Зо? Несоработката со како да кажем, со владите? Не. Бидејќи јас не сум детектирал и кај претходната влада и кај сегашна влада дека има некаква... Сашо, ние зборувавме и кај мене таргет. Зборувавме за програмите. Да. Зборувавме и за претходната влада, имаше добри програми. И оваа влада има програми. Затоа велам. Најголем проблем не е тоа кај нас. Кај, што се вика, општо е проблемот. И кај ромите, и кај владата. Значи, тоа е она. Министер ќе каже, Килезе ќе каже, ќе објасни некоја програма која е усвоена. Меѓутоа неговиот втори ешалон, трети ешалон, па до четвртиот или локалната самоуправа, тоа не го исполнува до крај. Тука е проблемот. Дали треба да постојат асистенти во секој случај, треба да постојат наши луѓе кои што ќе треба да работат со нив, паралелно мешовите организации, мониторингот, и ако го нема ние мониторингот, и ако ние не сме уклучени директно во прашањето на решање на ромското прашање, ние џабе. Ние знаеме многу добро дека имаме султан партии. Тоа е нашето убилачко. Не сака да зборам за тие партии. Но начинот кој што треба тие султан партии, бар помалку некако да се движат. Од друга страна, сепак ќе кажам една добра интересна работа. Успевање на вработувањето, колку него ќе се каже дека ромите се вработени толку. Успеа на вработување заради партиските вработување. Тоа е успехот. Ама професионалноста, која што јас се водам таа како мојата организација, професионалното вработување или доквалификацијата, преквалификацијата, тоа ја нема. Сега, благодарејќи на господин Шилегов што имавме разбирање и со договаравме сега на 8 април, имавме пресконференција и меморандум за го подпишавме со јавното комунално-предпријатие Гогрин и господинот Шилегов, Петар Шилегов со градот Скопје. Ние одлучивме да вработиме 1400 роми. Тоа е програма од 2018-2020 во Startup to Roma, која што ја имаме Recologic. Интересна е тоа позицијата, што сега сите оние што викаат неформалните собирачи, што ги фрламе, што од пластиката што собираат, под кале што ги имаме негде околу 120 фамилии. Како да се едуцират и како да се направат можности за нивно сертифицирање? Ние успеавме, собирав постапувач, да влезе во што се вика како лиценцираност, кој што преку нив ќе идеме на социјално предпријатие. И она што јас го чекам, владата го усвои, е социјалното предприемништво. Ако ние го направиме владата во Република Македонија, го земе хрватскиот модул или словенскиот или не е битно кој модул. Тоа подобро решено? Тоа е решено подобро. Има и тамо проблеми, но нашата идеја е да го подобриме. И ако јас предавам на некои факултети, универзитети кои ме повикуваат надо државата или некои конференции, еве утре сум во Белград на програмата што има регионалната конференција за јакнување на жената ромка, спремам презентација на PowerPoint и презентација која што моите примероци, кои што од 2005 до 2014 дозволи, успеав 800 роми, роми и да не го начнам да ги најдам работа. Тоа е едно од најголемите мои достигнувања во мојот живот. И успеав 16 нови фирми да освојам. Успеавме да пререгистрираме некои фирми. Тоа е добро. Се враќаат ли, се активираат ли ромите кои што ќе успеат во животот, враќаат ли кон заедницата? Се сетуваат ли од каде потекнуваат? Не, обратно ќе ти кажам, не се тука враќаат, они бегат од државата. Многу млади наши бегат. И роми, не само тоа што вика некој дека е македонци се иселиле, албанци се иселиле. Не. Доста роми се испоселиле. Шутка веќе 30% ја нема. Топана веќе 10-20% ја нема. И другите населби ромски ги нема. Но секој се бори за својата
иднина. Јас се борам за својата иднина за моето дете, иако мојот син Игор има завршено, нема се уште завршен факултет, уште 5-6 испита, но кога нема пари, мора да иде да работи во Макдоналд во Германија, за да може да се стекне. На крајот би сакал само да кажам, ако имам уште неколку минути. Имаме уште, да речеме, 1-2 минути. 1-2 минути. На Филмскиот фонд на Република Македонија се заблагодарам, кој што локалните херои успеа веќе да се прикажуваат и веќе 2 големи презентации во Малме, во Шведска и во Берлин, ден се го добивме. Има своји презентации во киносали, имат презентација, имам и тамо и говор и во Берлин, така да веќе имам 4 награди усвоено за овој филм и се надевам дека ќе биде уште повеќе кога ова култура ќе се реши, а она што е мојата најголема цел ЕСПА музеот да го решиме, зашто тука е Холокаустот, тука е проблемот за... Докаде е тоа што ЕСПА музеот? Јас се надевам, премиерот Заев рече дека тоа ќе се заврши многу брзо. Ние му дадовме програма. Премиерот е Атерџија, он на сите вика дека ќе се заврши, него дали ќе се заврши, тоа прашувам. Господинот Таксел Мемедов, кој што е министер без ресор, му дадовме програмата, му направи програма, му дадов, он го предал програмата и се надевам, како што беше стартап турома програмата за вработување оперативната програма, така и за културниот дел ќе биде завршена и оваа работа. Еве, се гледаме на отварањето на музеот. Дај Боже. Сашо, многу ти благодарам за ова, ти посакувам многу среќа во оваа програма и на Боки му честитам за неговата ревизија како директор му честитам јавно и се надам дека ќе се видиме некогаш поубаво. Се надевам и скоро и со подобри вести. Јас му благодарам за Димов, а вам почитувани гледачи, сега ви следуваат